Вистинска правда и одговорност за загинатите 63 деца во Кочанската дискотека. Очекуваат, но и бараат родителите. Тие во 24 анализа ексклузивно посведочија за битката со институциите која ја водат 8 месеци. Порачаа дека воопшто не се манипулирани ниту пак партизирани, туку дека во своите барања се водат единствено од болката и тишината што им остана по кобниот 16 март. Ексклузивно на 24 ја објаснија голготата и одговорот од владата по однос на нивните барања за финансиска и институционална помош по средбата со премиерот Мицкоски, што се одржа на 7 јули годинава. Ви известуваме дека владата формално правно нема донесена одлука за одобрување на средства од буџетот или донација преку Црвениот крст за настраданите од трагедијата во Кочани, случена на 16 март 2025 година. Меѓутоа, приоритет на владата уште од самиот почеток беше обезбедување на брза и координирана помош преку преземање на сите неопходни мерки со цел овозможување на долгорочна поддршка за погодените. Во таа насока, владата донесе јасна одлука за соработка со Црвениот крст на Скопје за управување со официјалната сметка за донации. Тоа е одговорот. Еве го. Од тогаш сте немале никаква комуникација на ниво на влада? Влада родители? Не. Од ова? Не. Во однос на истрагата за полициските службеници, пак за која веќе неколку месеци се најавува оформување на обвинителен акт, родителите на загинатите изразија сомнеж дека сите инволвирани во случајот се опфатени со обвинението, односно прстот го вперија во главната инспекторка за економски криминал, началниците во полицијата и газдата на Пулс, а посведочија и за тоа какви се пропусти биле направени од страна на полицијата. Ние се сомневаме дека ова е направено, намерно е запалено, за да се скријат траговите на дрогата. Знае се кој е одговорен. Одговорен е инспекторот. Полицајецот е обичаен работник, полицајецот е обичаен работник. Дека ќе му наредат, таму ќе оди. Значи треба големците да се ловат, а не да се ловат малите. Инспекторката за економски криминал УМВР. Можете слободно да отворите на уште има страната на дискотеката. Ќе видите на многу дел слики. Значи она беше, да не речам, ама преку еден викенд бидејќи. Значи и она не е опфатена у случај. А полицијата што не е постапила исправно, не е постапила. Родителите посочија и дека до денеска се уште се нема одржано ниту комеморација, ниту пак дискусија во владата за нивната ситуација. Инаку утре со почеток во 12 часот и 5 минути во Скопје, родителите ќе го одржат 30-тиот марш за ангелите во пресрет на почетокот на судскиот процес, кој пак ќе започне во среда во казнено-поправната установа Идризово.